Иако во прекрасниот мирис на липата уживаме во месец јуни кога цвета, во задоволството наречено липа можеме да уживаме и во овој период од годината, но во облик на чај. Вареме чај и пиеме за настинки, за здравје. Се ладно е, пиеш малку топличко, убаво е. Навечер кога си легнеш па пиеш топличко порно. Се убаво. Се убаво да пиеш. Мора со мед, со шекер не. Со мед си ставаме малкучко и тоа лимонче си стискаш. Оние што не си ги набрале навреме миризливите цветови на липата можете да ги купите на градските пазари. Липата е берена горе, тоа е негде околу 27-8 км према Плачковица, тоа у подножјето на Плачковица. И се разликува од оваа тукашната, оваа е планинската ситно лисна, додека оваа чаршијаската е со широк лист. Освен ароматична, липата е многу здрава. Во народната медицина, чајот од липа се користи за многу нешта. Против инфекција, настинка, кашлица. Исто така е добар за смирување на тегубите во желудникот и цревата, поточно за грчевите. А исто така се препорачува за лицата кои што се многу нервозни, кои што и чувствуваат внатрешен немир, а исто така и си имаат проблеми со несоница. Ова е резултат на богатиот состав. Во цветот и во листот на липата има многу витамин С, тамин, етерични масла, хетерозоиди, восок, манитол и слично. Липата е распространета низ цела Европа, а покрај тоа што расте покрај ниските листопадни шуми, можеме да ја забележиме и по дворовите и парковите. Се смета за дрво на љубовта и е посветена на божицата Вида, заштитничката на љубовта. Но таа е и најголемиот абсорбер на олово, па липите од градските паркови не се добар избор за чај.